хуман гест од македонската диаспора за православните верници во Тетовско. Во духовно-културниот центар Кирил Печиновиќ во Лешок пристигнатите пакети донирана помош денес им се распределуваа на представниците од црковните одбори од парохиите во Тетовско. Помошта е наменета за социјално загрозените семејства. Денеска се во духовно-културниот центар Кирил Печиновиќ при манастирскиот комплекс Свети Атанаси во Лешок се одвива поделба на пакети со алишта. По тој повод, во име на неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, изразуваме голема благодарност до нашите иселеници при црковната општина Света Богородица во Детройт. Ова донација, значи овој хуманитарен гест е од големо значење за нас. Истите пакети се поделени по црковните одбори во Тетовското архиерейско наместништво и ќе бидат истите поделени на семејства на кои што истите им се најпотребни, најнеопходни. Значи со благослов на неговото високо пресвештенство, митрополитот американско-канадски, господин Методи, со големи заложби и труд на старешината и архиерейскиот наместник при црквата Света Богородица во Детройт, протоиерей Ставрофор Синиша Ристоски, како и со големи залагања на нашите селеници, ова хуманитарна акција се спроведува. Ланската година имаше исто така една ваква хуманитарна акција, еве годинава повторно се случува истото. Тие помагаат секогаш за својот роден крај. Нивната помош е добре дојдена и при градба на цркви, манастири, и при вакви хумани акции, па најверојатно исто така и во иднина ќе продолжи ваквата соработка и ваквите нивни донации. Уште еднаш голема благодарност до иселениците во Детройт и она што на дело се спроведува, тоа е жива вера, љубовта кон ближниот, помагањето. Од црковните одбори изразуваат благодарност за донациите. По известување на парохискиот свештеник Александар Стојановски за хуманитарната помош која пристигна од Детройт, Америка, од нашите пријатели и селеници, не повикаа тука во црквата Свети Атанасија во Лешок, во манастирскиот комплекс, за да ги подигнеме пакетите кои што ќе бидат поделени на оние семејства кои што се позагрозени и на кои што им е неопходна било каква помош. Сакам да се заблагодарам на иселениците и за добрата поставка спрема нас. Соработката со диаспората продолжува и во иднина.